Здраво, јас сум Оливера Хасановска, предавам географија во СУ Наум Наумовски Борчево, Крушево. Во следната кратка видеопрезентација ќе разгледаме наставната содржина населението како фактор за стопанска развиеност. Станува збор за наставна содржина за трета година гимназиско образование. На почеток да се потсетиме што представува стопанството или целокупност на производни и непроизводни дејности, значајни за општествениот развој. Производни дејности, оние дејности кои најчесто влегуваат во примарниот и секундарниот сектор и од кои се добиваат финални производи или материјални добра. И непроизводни дејности, оние кои најчесто влегуваат во терцијарниот и квартерниот сектор, од кои можда немаме финални производи или материјални добра, но истите го помагаат производството, распределбата и потрошувачката на материјалните добра. Велиме материјални добра или предмети од кои човекот или потрошувачот има одредена корист или се значајни за задоволување на основните човекови потреби. Самото стопанство има своји носители или субјекти и овдека најзначајни се производните сили, односно човекот, средствата за производство или орудијата и предметите за работа, односно суровините кои представуваат една добра основа за развој на стопанските дејности. Овие субјекти или носители од своја страна зависат исто од природни и општествени фактори. Природни фактори тука се релјефот, климата, почвите, водата и рудните богатства. Истите се неравномерно распоредени на планетата Земја и нормално различно влијаат на различни стопански дејности. Во овој слајд имаме распространетост на рудните богатства и нафта во светот. Во легендата можеме да воочиме за кои рудни богатства станува збор, односно со кои символи се означени истите, и нормално на картата гледаме дека тие не се равномерно распоредени и ќе потенцирам располагаат со различен квалитет и нормално различно влијаат врз развојот на стопанството. Преминуваме на општествените фактори и овдека првично ќе го споменеме населението со сите демографски параметри. Сушност без население не би постоело ни стопанството. Посебно значајни се бројот на жителите, односно бројот на произведувачи, бројот на потрошувачи или нивна вклученост во стопанисувањето, додека самиот број на жители знаеме дека зависи од природниот прираст, односно наталитетот и морталитетот на населението и од миграциите кои можат да бидат предизвикани од најразличен карактер, дали економски, дали од војни конфликти, природни непогоди, епидемии и така натака. Самиот број на жители не е доволен показател ако населението не е регистрирано по пол, односно, одредени конкретни дејности зависат од половата застапеност. Рударството, ако го земеме како пример, има потреба од работна сила претежно од машки пол, додека текстилната индустрија би имала потреба од работна сила претежно од женски пол. Староста е исто така еден показател, односно имаме 3 старосни групи, млада, зрела и стара. Најчесто најголем број на работоспособно население кој е двигател на стопанските активности влегува во таа зрела старосна група, односно од 20 до 60 години старост. Наредно значајно е образовното ниво на населението, односно имаме простори со неписмено население, население со основно образование, население со средно образование, население со високо образование и така натака. Овдека нормално дека е значајна и професионалната квалификација на населението, односно одредени стопански дејности имаат потреба од соодветна квалификувана работна рака. Нареден демографски параметр значаен за развојот на стопанството се непроизводните работници, оние што влегуваат, рековме, во терцијарниот и квартерниот сектор, не даваат, рековме, финални производи или материјални добра, но се потрошувачи на истите. И тука најчесто влегуваат вработените во здравство, образование, полиција, војска, наука, култура и така натака. Друга карактеристика значајна за развојот на стопанството се бројот на вработени и бројот на невработени. Бројот на вработени по сектори, примарен, секундарен, терцијарен и така натака, должината на работното време во текот на денот,
должината на работното време во текот на неделата и интензитетот на работа. Конкретно, ако земиме пример во развиените земји, тој обем на работа најчесто го заменуваат машините, технологијата, додека во неразвиените тој обем на работа паѓа на грбот на работникот. На следниот слайд, значи имаме на карта на светот со број на население по држави. Гледаме дека со посветли бои се обележани државите со помал број на население, додека со најтемни бои се државите со најголем број на население. И овдека нормално знаеме дека Кина и Индија се најмногобројни држави во светот. На следниот слайд имаме една проекција за претпоставки за движење на населението во светот до 2050 година. Развиените држави се дадени со жолта или жолто-кафеава боја, додека неразвиените се представени со сина боја. И ако го погледнеме графикунот, гледаме дека во развиените држави делумно рамномерно се зголемувало населението низ текот на годините, додека во неразвиените имаме одреден период делумно рамномерно зголемување, за да потоа имаме нагол раст на населението и всушност ова е еден од факторите за постојање на неразвиени и развиени земји. Следниот слайд имаме старосна пирамида во неразвиените и старосна пирамида во развиените држави или земји. И ако ги погледнеме процентуалната застапеност во однос на старосните групи, гледаме дека имаме солидни разлики и ова е повторно, пак ќе кажам, еден фактор за развојот на стопанството, но со издвојување на развиени и неразвиени земји во светот. Преминуваме на другиот дел на општествени фактори, односно економско-политички фактори. Тука ќе ги споменеме внатрешно економското уредување, воено-политичката стабилност и трговската размена. Кога велиме внатрешно економско уредување, да знаеме дека тука влијание има на институционална поставеност или институциите кои се грижат за развојот на одредени стопански дејности и нормално тука ќе го споменеме банкарството како еден од факторите. Воено-политичка стабилност, државите или просторите кои се одликуваат со воени конфликти, нормално дека немаат простор за развој на стопанството. И трговската размена, онај вишок на финални производи, државата би требало да обезбеди соодветен пласман на истите на светскиот пазар, за да може да очекува подобар развој на стопанството. Сега тука да споменеме организацијата на одредени профитабилни дејности. Всушност, ајде да го земеме рударството како пример повторно. Значи, на почеток мора да имаме правилна проценка на резервите и квалитетот на рудата, пред да почнеме експлоатацијата, примена на усовршени орудија, инструменти, механизација и машини од самата експлоатација па се до добивањето на финалните производи, вклученост на стручен кадар, повторно ќе кажем, од самата експлоатација па се до добивањето на финалните производи и можностите за тргување со тој вишок на производи или да се процени соодветна побарувачка на готовите производи и нормално нивни пласман во рамките на светскиот пазар. И да споменеме последната група од општествените фактори, научно-техничките фактори. Всушност тука станува збор за степенот на образованост на населението. Знаеме колку пообразовано население, толку поголема можност за развој на стопанството и на самата држава. Да ги стакнеме сознанијата од природните науки, сознанијата од општествените науки, сознанијата од техничките науки, со кои би требало да располага одреден дел од населението, за да го имаме онај предуслов за рационално производство, зголемена продуктивност, зголемен општествен производ по жител, односно зголемен животен стандард или целокупно поразвиено стопанство. Имаме две фотографии. На оваа првата можеме да видиме вклученост на роботиката во производството, за да го имаме сето ова имплементирано во една држава. Одреден дел од населението треба да поседува солидни сознанија од техничките науки. На следната слика имаме фармацевска индустрија. За истата е потребен соодветен стручен кадар, односно
одреден дел од населението да има солидни сознанија од природните науки. И за крај да споменеме и културната надградба на населението, односно обичаите, традицијата, верските предрасуди, навиките и друго. Значи, имаме 3 фотографии на кои се представени занаети како стопански дејности и производство на охридски бисер, на филигран, на крушевски локом, односно станува збор за занаети кои се темелат на долгогодишна традиција и навика на населението за развој на истите. За крај имаме еден линк каде што е искористена Kahoot алатката, доколку го изиграте квизот, ќе можете да проверите докаде сте стигнале со знаењата од оваа наставна содржина. Ви благодарам на вниманието, до гледање.